Локалната самоуправа Кавадарци во соработка со противпожарната единица Кавадарци и ЈП Македонски шуми подружница Бор Кавадарци ќе реализира превентивна акција за заштита од пожари. Со акцијата ќе биде опфатена парцелизација на мал и голем љубаш и чистење на постоечките патеки. Градоначалникот Митко Јанчев нагласи дека оваа акција е од големо значење за превентивно делување во случај на пожар. Како градоначалник и локална самоуправа имаме за обврска да го штитиме подрачјето на општина Кавадарци од секој вид на елементарни непогоди, така да на иницијатива на стручните служби во делот на противпожарната заштита и шумско стопанство Бор од Кавадарци дојдоа до иницијатива дека треба стратешки да го заштитиме појасот на горен и долен љубаш, каде што треба да направиме парцелизација на парцелите, односно пробивање на неколку патишта, што би овозможиле одсекување од парцела до парцела при, не дај Боже, доаѓање на пожар и полесно контролирање на пожарот. Општина Кавадарци, јас како градоначалник, сегаш ќе стоиме на располагање за вакви превентивни акции, да можеме да делуваме, се со единствена цел да си го заштитиме нашето благо кое што го имаме во делот на шумарството, во шумите и во делот на општина Кавадарци. Детали за акцијата изнесе магистар Петко Ристовски од Македонски шуми од секторот за заштита од пожари. Од големиот број на превентивни мерки за заштита на шумите од пожари е и парцелизирањето на шумата или така наречено правење на противпожарни просеки. Широчината на тие противпожарни пресеки треба да биде од 3 до 4 метра, зависно од релифот на теренот и така натаму, а парцелите кои што ќе ги оцртуваат тие противпожарни пресеки може да бидат неправени, пример триаголни, четириаголни, петаголни и така натаму и различни со површина. Идејата, ќе кажам, е за поздравување и се договоривме ние као координативно тело, локална самоуправа Кавадарци со начело со градоначалникот, територијалната противпожарна единица Кавадарци и ние како Македонски шуми Бор Кавадарци. Вчера, реков, испаднавме на лице место на терен и ги мапиравме три правци. Може овде да се гледа да покажам на ова орно фотоснимка. Значи, ова е делот манастирчето Свети Спас, ова е постоечиот пат кој што оди до голем љубаш, и на средината ние се бајале, се консултиравме и во текот на вчерашниот ден, меѓу мал љубаш и голем љубаш, ова површина ја крстивме како една така наречена мала висорамнина. Ова мала висорамнина за свое време била не пошумена, него засадена со лозов насад и сега тој лозов насад пред 4-5 години го нема. И затоа пред 2 години, 3, ние како Македонски шуми за акцијата Ден на дрвото го посадивме и е пошумена цела оваа површина со багна. Значи се враќаме пак назад. Овој пат за голем љубаш од црквичката Свети Спас, од манастирот Свети Спас до голем љубаш е делумно во добра состојба. Значи само треба мала интервенција да механизирано со машина да се изоде, да се иструга таа тревна вегетација и така натаму, но побитни се двата, тоест трите други правци. Од западната страна на голем љубаш, од кај што се рачва патот на средишниот дел на тој лозов насад за свое време што беше, значи има 1300 метра пат, 3 до 4 метра, ама сега бил за свое време, ама сега едва се оди со джип. Значи 1300 метра треба да се прочистат од тревна вегетација, да се струга и да се од страна тие голив материјал, тревна вегетација, како што рековме, трнки, грамушки и така натаму. Вториот правец е значи од платото од средишниот дел на тој бивш лозов насад се оди лево со 1280 метра до крајот на баграмовиот насад сегашен и до почетокот на црнбориот насад и тука има еден постоечи пат за свое време, кај што ни беше пожарот што испадна од лозовите насади на агрокомбинатот Тика, што е на Гоце Делчев. Значи и тука се рачува тоа нашето идејно проширување со машината, значи негде околу 1280 метра и третата позиција од манастирчето Свети Спас што оди по хоризонтала од југо-западната страна, околу должина од 400 до 450 метри. Значи, реков,
Ова акција е за поздравување. Ние како македонски шуми вакви противпожарни просеки досега не сме правили, ќе кажам слободно, затоа што јас сум 27-28 години по заштита на шумите, поточно по сосправувањето за пожарите на отворен простор, поточно шумски пожари. Ги користиме како противпожарни просеки само постоечите шумски патишта, асфалтните патишта, макадамските патишта и така натки, тие што се изградени за свое време или што ги пробиваме ние за тековното работење во шумарството за редовните работи и така натки. И како координатори на ова, како еден дел во координативното тело, ние како македонски шуми се нафативме да учествуваме во ова со нафта за тие машини што ќе бидат одредени и така натки. Зошто ова го викам? Затоа што сами сме свесни дека во текот на претходните 2 до 3 недели или месец дена, цело време имаме обилни дождови и така речено не овде што прават штета, па камоли да кажем во делот на шумата. Значи патиштата, изградените патишта не се јако еродирани и тие сите машини што ги имаме, што да имаме, ќе треба да ги активираме там во санација и во санирање на тие постоечи шумски патишта. И територијалната противпожарна единица ќе се вклучи во акцијата за превенција од пожар на белите дробови на Кавадарци, како што рече во своето обраќање командирот Илчо Богевски. Значи ова е една превентивна мерка. Јас би рекол ова е водно во Кавадарци или белите дробови на Кавадарци. Значи превентивна мерка за појава на пожари и негово спречување и ширење. Значи ова е превентивна мерка која ќе се реализира во наредните денови. Локалната самоуправа на начело со градоначалникот учествува со механизација, учествуваме исто ние со пожарникари и шумско стопанство исто со механизација и со нивни луѓе. 3 до 4 дена. Вкупната должина на пати што треба да се прошируваат е околу 3,5 километри.